Дефинитивно после оваа кореографија јас не сум спортист. Треба нешто да ви кажам за спортистите. Мојот огромен аплауз и дубок наклон за младата фудбалска репрезентација. Само некако немаш спортови да ги оправиме, фалат уште спортови. Например, фалат зимски спортови, уметничко лизгање, зашто да не? Ама нема децата кај да тренираат. Ке падне малце снег и одма го чистат. Нема, ке се зареде малко одма со плачи. Одма, значи нема кај, улет ги фаќаат. Паѓа, оно лет го фаќа, одма го складираат. Значи нема кај да тренираат за тие работи. Например, исто не може да направиме овакво олимпијада кај нас. Се уште најјакиот олимпијец кај нас е Циле Тупаковски. Тој ги исполнува нормите секоја година. Циле, Македонски олимпски комитет, ЦМОК. Само он ги исполнува условите. И кај, например, ќе дојдат овдека треба да им направиме олимписко село, така? Какво село? Етно село може да направиме. Кај да ги сместиме толку луѓе? У Шуламина, например. Па кога ќе тргнеме навака по кривините, све ќе ми ги собереме медалите, ама не може да се договорим. Например, знаеш што може во Македонија да се направи шаховско првенство? Нели? Шаховско првенство. Сите тука дојдени, каде на друго место ќе играат шах со вистински огромни големи фигури и скулптури. Со кранови бе, Гари Каспаров на кран каче. Едниот кран у Карпош, другиот у центар. Дали тоа ловецот оде на рекорд? Тоа ловецот оде на рекорд. Да, со кои фигури ќе играш ти? Јас играм со белите, цар Самуил. Кај тебе, добро. Дојде ловец, да, тој напаѓа со ловецот, ја гледаме скулптурата на Ќосето, да, тој Ќосето сепак, тој тука ќе биде. Да. И дали, почитувани гледачи, дали тоа бугарскиот репрезентативец му го зема цар Самуил на македонскиот репрезентативец и ќе се скараат за кралот. Ни тоа нема да успее. А имам уште еден спорт. Формула. Зашто ќе направиме формула? Него иде Стефановски, растура таму по бел свет, по рицко-брдски и планински стази. Дали е тука негде иде нека мафтер? Растура по стази. Он е за формула да го стави човек, ту формула. Он зна, ама знаеш зашто он толку добар, бе? Иже, затоа што он нема тренирано таму на овој стази на булевари. Тука по камењата, по кривините кај нас, по дупките по улиците, затоа е толку добар. Плюс, ја мислам дека иже не ни има возачка. Па кој ќе му побере Монца на стазата возачка? Плюс, знаеш зашто нема возачка? И па кој ќе се нафати со него да му вози часови да му предава? Он си вози Скопје, Кавадарци, Битола, Ресен, Скопје, Кавадарци, Скопје, и тоа само полигон. Али во формула имаме, може да пратим и прва жена, имаме толку вешта жена која што толку добро и брзо вози. И таа дама може, например, они пратија Црнец, прв формула возач, ние праќаме прва жена. Еве не ја поздравувам. Знам, не, окей, ова беше после 5 години, она дома седи и гледа се вика, са пану мене сват. No, окей. И плюс, во формула ќе сме многу добри, зашто ќе сме многу јаки во пит-стоп. Знаеш кој ќе го земе тендер? Градски паркинг. За пит-стоп, има ли нешто побрзо и поефикасно држава? Кој ќе дојде градски паркинг, так, ја зима, ја средува, ја враќа, ете толку се брзи. И затоа ќе бидеме најдобри. Ако тргнат за спортот да раскажувам, прв што ми текна кој да ги додели следните награди за спортист на годината, ми текна еден човек чија што реплика сакам да остане запаметена и следната не да биде леле луѓе што направивме, туку леле луѓе што ќе направиме. Владо Илиевски го поканувам на сцена.
Добро вечер на сите присутни. Големо задоволство ми е што сум вечера тука со вас. И огромна чест што ќе ги доделам овие награди. На најбрзиот Игор Стефановски Иџе и на легендата на светското маратонско пливање Томи Стефановски. Ги повикувам на сцена во свој стил што побрзо да дојдат. Добро вечер до сите. Пред се сакам да заблагодарам за оваа престижна и убава награда. Бубамара вечерва ме награди со ова убаво признание. Јас се надевам дека ќе наградам целата македонска јавност, нашата држава со интонирање на македонската химна уште на првата трка во Монца на 30 април оваа година. Добро вечер и од мене. Секако голема чест е оваа година као прв македонец што влегол во куќата на славните, меѓутоа кој ќе примат во својата куќа без ценет. Затоа благодарам на Златна Бубамара и благодарам на Сикава. Само уште еден голем аплауз за младата фудбалска репрезентација, која што постигна еден прекрасен резултат, пласирајќи се на Европското фудбалско првенство 2017. Се надеваме дека следната година наградата на Бубамара ќе биде нивна. А ние продолжуваме со музика. Ви најавувам специјален бенд со специјална песна за специјални прилики. Музика! Отвори, отвори, отвори. Кој да ти се јави? Отвори, отвори. Ленче!